Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Денот на Христовото воскресение, Великден, е не само најголемиот, туку и најстар христијански празник што се празнува од вториот век. Тоа е суштината на христијанството, потврда и на самата вера. Зашто, како што рекол свети апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше и нашата вера. Со право повеќемина истражувачи истакнуваат дека ако не постоеше Христосовото воскресение, тоа требаше да се измисли. Зашто ако Христос не ја победеше смртта, тогаш човековиот живот ќе немаше смисла. Ќе беше само едно долго умирање од раѓањето до смртта. Нашиот народ со голема возбуда го пречекува овој празник. Со обичаи и верувања особено е исполнет Велики четврток или Величетврток, како што почесто се вика меѓу народот. Главен обичај што се изведува на овој ден и со посебно внимание е вапцувањето на великденските јајца. Според обичајот најпрвин се вапцуваат 3 јајца, а потоа и другите. Јајцата ги вапцува домаќинката рано наутро, пред изгреј сонце, зашто се верувало дека ако тоа се направи подоцна, јајцата ќе се расипат. Вапцани пред да ги види сонцето, овие јајца, особено првакот, не се расипуваат и по неколку години. Кога ги вапцува јајцата, домаќинката мора да има нешто јадено или да има каснато барем еден залак леб, зашто ако тоа го прави на гладно срце, јајцето може да ја разбие, да се разболи или да е несреќна. А и таа, ако го разбие, тоа ќе ја загуби магиската моќ. Како што забележал Марко Цепенков, на Величетврток арно е јајца црвени да се вапсуваат и секој од куќата да си земи едно за да го носи в пазуа, кога ќе оди на Великден в црква да чуе Божја реч. Од тие јајца да оставиш пред икона да стои, нема да се расипи токмо до годината. На ден Великден да го скршиш, ќе го најдиш пресно тоа јајце како сега да го снесла кокошка и да си го сварил. На Велики четврток, утрото, се јаде и пресен зелник со зелје. Ајде, да се спремат за Величетврток, си кладат јајциња, да се радуват децата. Еве го на огниште, еве бабичке јајце. Види баба што убави јајциња како мајка ми моја, што ми бацуеше ја, чего се радував, па јас ми дочекала синено бело дебело. Муче, да ми се радува сине и речи добродошло јајцето и мајка ми ми велеше така. Великденско црвено, така. И ова јајце треба да се завипат во црвено трпче и да се кладе на дрво. Оти ова е господово јајце, а другите јајциња се за домаќини, за црква, за пријатели, за многогодини да ни биде денот. Амин. Амин Боже, Великден. Да се вапцуваме јајциња, да се радуваат децата, старите, младите, сите, кои ни јаде. Пусти, Марко, пусти, великденски, светум пати, Марко, сину чаво, седум пати, вода се напило, седум
Невесто, какво е надвор? Над си текучи, майко, ведро над нашата облачно. Невесто, какво е надвор? Си текучи, майко, ведро над нашата облачно. Невесто, какво е надвор времето? Над си текучи, майко, ведро над нашата облачно. За много години да ни е. Да си имаме повече мас, млеко, да ни е здрава жива челата, домакините, стоката, берите и за много години да ни е. Ова е господовото яйце, на Величетврток што го вапцуваме и го клаваме на дрво. Да биде све добро и до година треба да стои до другото яйце да дојдит. Овде да стоит на дрвцево. Ѓорѓие гости имаме. Отворени. Ево, поздрави се, майко, си оставам яйце за фамилијата, да ја чуват Господ здрави, живи сите и весели, радостни. Мила майка Богородице, Исус Христос, секој ми здравие дайте, па и на моите на кепки и ночи на петот, знаеш. Весели сите да ми да би добри, добра среќа, красна. Среќа, бајна. Велики петок, освен Велипеток, уште се вика и Распет петок, зашто на овој ден е распнат Исус Христос. Поради тоа овој ден се смета за најтежок празник во годината. Тогаш не се работи, дури и не се готви храна. Се вели дека на овој ден не треба да се јаде, а камоли да се работи. Како на строг пост, како што се вика пост на вода, тој ден во црквата луѓето се честат со леб, пипер и сол. Во црквата се оставаат дарови на распетието Христово, а цвеќето на плаштеникот, оплакувањето Христово. На Велики петок во црквите се изведува и обредот символично погребување на Исус Христос. Тоа се прави на тој начин што платното наречено плаштеница се положува врз посебно подготвен символ на Христовиот гроб. Од десната страна и се уплашеја многу. А тој им рече, не бојте се, вие го барате Исуса Назаретот, распнатиот он воскресна, не овде ве го местото, каде што го положија. Славате ми, Господи, славате ми. Светата едносушна и животворна и неразделна Троица, постојано сега секогаш и во вечни векови. Христос воскресе из мртвих, от смртот прав, Исус и во гробе живо дарува. Христос На Велика сабота се прават последните подготовки за неделното празнување. На полноќ, сите присутни со песната Христос воскресе, 3 пати ја обиколуваат црквата.
црквата се останува за големата литургија. Зошто го барате меѓу мртвите како човек, оној што е во непристапна светлина? Видете и гробните пелени. Брзајте на светот, проповедајте му дека воскресна Господ, кој е умртви смртта зашто е син на Бога, кој го спасува човечкиот род. Син ми воскресна. Син ми воскресна. На Великден, рано наутро, сите брзаат во црквата да чујат Христос воскресе и да се причастат. Возлюбени седа во Господа, денес е Великден. Денес на воскресение Христово се радува и небото и земјата, зашто Он со својата смртта ја победи и на оние во гробовите живот им даде. Се празнува празникот на празниците, Христовото воскресение. И сите наши починати низ вековите денес се со нас се радуваат на Христовото воскресение, зашто тие, како и вие, го чекаат второто Христово доаѓање, за да се населат во вечноста заедно со сите родени и починати до последниот ден. Се оди на гробиште, каде што се остава по едно јајце на гробовите, за и на мртвите да им се каже дека дошол Великден. Пресвятую, пречистую, преблагословеною, славною владичицу нашу Богородицу и Преснодеву Марiju, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Яко подобае Тебе всякая слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, Во едно предание се раскажува дека во неделата кога Марија одела на гробот на Исус, носела варени јајца за да ги раздаде. Тие биле обоени со црвена боја за да подсетуваат на Христосовата крв. Но, кога и кажале дека Христос воскреснал, таа јајцата им ги поделила на децата. И од тогаш останало да се вапцуваат и да се раздаваат јајца на Великден.
Посебна радост за децата представува обичајот кршење со јајца. Чие јајце ке победи, му го зема јајцето на другиот што се скршило. Јајцата главно се вапцувале со црвена боја и поради тоа што црвената е боја на радоста, оптимизмот и животот воопшто. Обичај е јајцата да се шараат со разни техники, со листови од растенијата. Семестијата ми помјанувше сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Како Твоја држава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа. По враќањето од гробиштата, млади девојки прават калемчица и пеат великденски песни. Во раните утрински часови се обавуваат 3 заклинувања на веќе вообичаени локации, од кои првото се изведува на местото викано Стара црква. Се заделкува едно дрво, се отвора мала дупка во него, каде се става парче леп што го символизира телото Христово, се полева со црвено вино, што пак ја означува крвта Исусова, и со клин отворот се затвора. И на тие огробовите животи Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на тие во гробовите, живот им дарува. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на тие во гробовите, живот им дарува. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на тие во гробовите, живот им дарува. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи и на тие огробовите животи. Драги браќа, го направивме овој обичај заклинување на телото и крвта на Господа Исуса Христа. Ова е символ на нашиот град, символ кој воскреснал уште за време на турското робство. Нашите градо и село си го празнувале Великден, така овој обичај како што воскреснува Дабот ова време, така од гробот заклинет Христос дава нов живот. Нека ни е на помош Христос воскресна. Христос воскресна. Христос воскресна. За многу години.
Domaćino će im podeliti jajcina na jajcina se kršite. Godina, zdravi, živi, poveseli. Isus vajskar se. Ajde, vajskar se. Повелете, земете. Домаќините при ваквото заклинување имаат подготвено богата трпеза, со која ги почестуваат верниците, а потоа следува славење на обичајот. Нема јајце. Оттука на собраните верници одат да го извршат и второто заклинување. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на тие во гробовите, живот им даде. Третото заклинување се извршува во малата црква Свети Никола. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи и на тие огромните живот им даде. Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! За много години, амин. Околу пладне се оди во црквата Света Богородица, каде свечениот ручек го благослови Отец Марко. Нека оваа трпеза на љубовта биде синоним на заедништво, љубов, почитување и разбирање помеѓу сите нас. Христос воскресна за многу години. Амин. Вистина воскресна.
следува најатрактивниот и единствен ваков обичај во православието, наречен носење кули. Овој обичај е востановен уште во 14. век, кога христијаните од овој крај побарале изим од Цариградската порта Божик или Великден да го прославуваат на свој начин. Портата одлучила тоа да биде Великден. Носењето кули има своја символика. Имено, долниот ред ги символизира османлиските злумќари, а горниот – христијаните. Се со цел, барем еден ден во годината да бидат погоре од нив. Kaži kade da ja najdam, ajde Bože ti mi pomogni, kaži kade da ja najdam. Великден, море, Великден, в година пак да ни дојдеш. Со китки ќе те чекаме. Во десна рака со китка, во лева рака со јајце. Славењето трае до зајди сонце.